Одржувањето на надзорните расправи нема никаква врска со координацијата. Едноставно, матичното работно тело е тоа кое што согласно Законот за собрание ги организира надзорните расправи и председателот на собранието тоа мора да го почитува. Првата надзорна расправа, како што сум јас информиран, ќе биде инициирана утре на Комисијата за земјоделие и ако Комисијата ја одбие надзорната расправа, тогаш согласно Законот за собрание со 15 потписа на пратеници преку писмено обраќање до председателот е должен да го информира председателот на комисијата надлежна која што ќе организира надзорната расправа и надзорната расправа мора да се одржи согласно Законот за собрание. Мене ми е жал што председателот на собрание понатаму продолжува да се однесува како класичен партиски послушник и не успева да се надмине себе си и онаја позиција согласно уставот која што има како втор човек на државата, понатаму се однесува како класичен партиски послушник на Никола Груевски и извршниот комитет. Значи, на собранието му треба председател кој што ќе има полн капацитет да одлучува, а не да биде председател на дугме, на копче или на теледиригуван председател, кој што ќе ги извршува желбите на Никола Груевски и на извршниот комитет. Значи, уште еднаш повторувам, надзорните расправи председателот на собранието во ниту еден случај, по ниту еден член од Законот за собрание не сме да ги врзува со нашето присуство на координациите. Годишниот план се прави на почетокот на годината. Значи, немаше никаква иницијатива од негова страна за носење на некаков годишен план, но и согласно Законот за собрание одржувањето на надзорните расправи не е врзано со годишниот план. Матичното работно тело кое што организира надзорна расправа, тоа може да го направи во оној момент кога за тоа ќе донесе одлука нели со мнозинство на гласови. Повторувам, ако мнозинството кое што ги има ВМРО ДПМН во сите комисии одлучи да не се одржуваат надзорни расправи, тогаш согласно Законот за собрание со 15 потписа председателот на собрание мора да организира надзорна расправа. И тоа е законот е дециден.